civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Би сакал да споделам со вас една анекдота со еден мој колега ми се јави од Лондон пред неколку месеци. Кажав дека сме зафатени со следење, наблюдување на пописот и тој доаѓа од една организација за човекови права кој што беше дел од наблюдување на попис и ме праша што има тука да се наблюдува, се работи за статистичка операција. Реков, па и не баш, се работи за значајно политичко прашање кај нас во земјата. Ние како медиумска платформа и како организација за човекови права навистина имаме огромна работа да ги изброиме лажните вести, дезинформациите, говорот на омраза поврзани со пописот и со Заводот за статистика и сето тоа. И таа ми рече, колешката ми рече, добро Џабир, може ли да ми кажеш дали правиме муабет за истото нешто? Те прашувам за пописот, ти веројатно зборуваш за нешто друго. Така што моравме да дефинираме кој за што зборува, го отвориме речник од Оксфордскиот речник, политички речник, да утврдиме дека зборуваме за истото нешто. И беше благо шокирана. Реков благо, бидејќи таа сепак знае дека живеам на Балканот, така што беше само благо шокирана. Меѓутоа, да, фактот дека ние во оваа земја успеавме толку да го исполитизираме овој процес, една обична статистична операција и да ја одложиме повеќе од една деценија, тоа е навистина зачудувачки. Без оглед од каде доаѓате, дали сте од Шведска или од Лондон, навистина е шокантно. Меѓутоа, навистина беше тешко, представуваше предизвик да се работи на ова прашање повеќе од една година, бидејќи веќе повеќе од 2 децении сме присутни како активисти за човекови права и наблюдувачи. Навистина е исклучително тешко да се работи во една средина каде што има непријателство кон фактите, кој што е толку динамичко, толку импресивно и толку паметно и снаодливо и користи многу ресурси. И сето тоа без никаква одговорност. И што е да правите? Нели, мора да ги следите професионалните стандарди, мора да ги поделувате информациите на професионални, конкретни начини, конкретни формати кои што ќе бидат упатени кон публиката, при што ќе се почитуваат и законите и така натаму. Имавме една ситуација, имавме на богата структура од другата страна, кои што исто така бе представени како медиумски куки, значи всушност не бе представени како пропаганда, туку медиумска платформа од другата страна. Имаат пари, ресурси, знаење, а никаква одговорност. Така што тоа е малку тешка околност, меѓутоа без оглед на политичката култура, тука некако успеавме да обезбедиме кредибилни информации, особено благодарение на тимот на директорот Симовски, тимот кој што беше секогаш на располагање. Не се сеќавам некогаш да не ни крене на слушалка, да ни возврати на податоците. Секогаш беше тука директорот Симовски да ни одговори на прашањата, да присуствува на нашите панел дискусии и да ни обезбеди информации постојано кога и да не беше потребно. Колку пати да го поставивме истото прашање. Имавме проблем да најпрвен да разбереме зошто и како се одвива овој процес на пописот, меѓутоа свативме дека се работи за националистички националистички наратив кој што всушност се обидува да го блокира, да го попречи пописот
и имавме тешкотија да го разбереме сето тоа. Имавме ситуација кога еден парламентарец на телевизиска емисија кажа дека службениците на пописот биле истерани, биле избркани од нивните домови и дека би требало тоа да се прави. Тоа значи тоа е всушност поттикнување насилство. Но ние бевме таму да ја мекнеме, да олесиме тензијата, да ја намалиме тензијата, да им објасниме на луѓето и постојано ги повторувавме тие информации, организиравме панел дискусии кои што во живо се емитува, каде што се објаснуваше целиот процес многу пати, одново и одново. Не знам дали имате други прашања за тоа како медиумите се справуваат со се во ова, меѓутоа со еден збор би рекол медиумите треба да сватат дека статистиката е како електрична енергија. Ако лаптопот ви е вклучен во струја, немате статистички податоци, може да го исклучите лаптопот и да си одите да си пиете кафе, бидејќи нема смисло. Се согласувам, меѓутоа некогаш медиумите тоа не го разбираат и прашање како ние статистичарите се тоа им го објаснуваме на медиумите. Сметам дека примерот со Завода статистика предводен од господин Симовски треба да служи како пример за тоа како да се биде секогаш достапен за медиумите, секогаш достапен за јавноста. Навистина сум восхитен од неговото ниво на толеранција и амбиција, морам тоа да го споменам. Овој господин тука може истата информација да ја повтори одново и одново, секогаш да збогати со нешто, трпеливо да го повтори, дури и кога е соочен со најлоши можни дезинформации и шпекулации. Навистина си има тоа случајно. Мислам дека овој господин заслужува и аплауз за сето тоа. И тоа е тоа. Споменав, од другата страна имаме платформи кои што имаат ресурси, имаат пари, а немаат одговорност, а од оваа страна имаме медиуми кои што немаат доволно ресурси, но имаат одговорност. И сметам дека на долг рок јавноста ја препознава одговорноста, ја усвојува, ја признава. Потребно малку повеќе време, меѓутоа се случува на крајот. Инаку всушност нема да има смисла нашата работа, мора да бидеме трпеливи. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.